на почеток ќе направам само краток вовед за денешната пресконференција. Имено согласно одлуката на управниот одбор на Стопанската комора, која се одржа на 21 јануари годинава, дека на 18 февруари, на денот на 100 годишнината на комората, ќе биде повлечена иницијативата пред Уставниот суд на Република Северна Македонија во врска со законското решение неделен неработен ден, доколку во периодот што престои се најдат сеопфатни решенија за проблемите со кои се соочуваат компаниите околу спроведување на законот. За таа цел, на 27 јануари, со 50 на наши компании членки, одржавме работен состанок на кој што разговаравме за проблемите кои и по примена на Законот за работни односи, Законот за трговија во делот неделен неработен ден, се случуваат одредени проблеми со функционалноста на македонските компании и македонските правни субјекти. За таа цел се донесе заклучок на тој состанок да се интензивираат активностите за изнаоѓање подобри решенија за примена на неделен неработен ден со конкретни предлог решенија. За таа цел на денешната пресконференција ќе имаме тројца соговорници, ќе бидат опфатени повеќе сектори и на крајот како заклучно резиме на денешната пресконференција ќе ви информираме и за заклучокот на комората по однос на ова прашање. За таа цел му давам збор на господинот Орде Ѓоргиевски од Витаминка АД Прилеп како представник на прехранбен сектор. Повелете. Добар ден и од мене. Ви благодарам. Значи со последните измени и дополнувања на Законот за работни односи се пристапи кон доуредување на прашањето поврзано со неделниот одмор. Покрај фактот што стриктно беше утврдено дека неделата е ден на неделен одмор, се пристапи од недоволно јасни причини кон утврдување на дејностите каде што по исклучок во согласно со спецификите на техничко-технолошкиот процес и потребата да се обезбеди континуитет во работењето, би можело да се работи во недела, а како ден на одмор да биде друг ден во неделата. Како основа сигурно беше земена националната класификација на дејности, но на што е најспорно за нас како приватен сектор е тоа што не ни е јасно од каде одредени сектори или дејности се повластени, други се иземени, кои биле критериуми користени и така натаму. Впрочем, можеме да кажеме дека на еден начин приватниот сектор по поголем дел е зачуден од ваквото законско решение, бидејќи очекувањата дека ќе се излезе со решение со кое ќе се пристапи кон едноставно регулирање на неделата како ден како ден на неделен одмор. Меѓутоа, без таксативно наведување на дејностите кои што влегуваат или кои што ќе имаат право да работат само на овој ден, а друг ден да го користат како ден на одмор, вроди со нешто друго. Значи, денес имаме едно законско решение во кое што има таксативно набројување на дејностите кои што ќе можат да работат, а голем број други дејности се испуштени. Па Стопанската комора сосема природно е повикана да предложи одредено решение во таа насока. Јас накратко ќе се задржам во тој дел. Значи, во таа насока прво што мора да расчистим или да се нагласи е дека решението мора да ја поддржува 4-сменската работа. На кој начин? Првиот начин или да се врати претходното законско решение кое што велеше дека по правило недела е ден на неделен одмор, а доколку нели се работи во недела, ќе мора да се обезбеди друг ден во неделата кој ќе биде неработен ден. А второто решение, кое што е поизвестно со оглед на околностите, е тоа дека може да се остави неделата или да се предвиди понатаму стриктно дека недела ќе биде ден на неделен одмор, меѓутоа ќе се избегне решението моментално ќе се видоизмени на начин што ќе се допушти сите дејности без исклучок да можат да работат во недела, со тоа што на своите вработени, на тие кои ќе работат во недела, ќе им обезбеди еден ден во неделата што ќе биде за нив ден на неделен одмор, и за тие што ќе работат во недела ќе се определи, ќе се исплаќа додаток на плата. Сметаме дека ова решение е наиздржано, а заради фактот што доколку понатаму продолжиме со практиката на предвидување дополнителни дејности, за кои што ќе се овозможи да работат во недела, само ќе направиме, ќе предизвикаме, ќе ја стимулираме правната несигурност и
ќе го подложиме законот на чести дополнувања, на чести измени и дополнувања, што секако не е добра практика. Значи, честите ревизии на членот 134 не се во ред. И во таа насока уште еднаш ќе напоменам дека најдоброто веројатно решение, а во функција на обезбедување 4-сменска работа, да се предвиди дека неделата е ден на неделен одмор, меѓутоа да нема таксативно наведување на дејностите, туку да се овозможи тие кои што ќе сакаат да работат со пријава до инспекторатот на труд, да работат и потоа да платат додаток на плата. Ја користам приликата да укажам и на недоследностите во однос на начинот на кој се утврдува висината на исплатата на додатокот на плата, присутен во членот 134. Ќе кажам само дека имаме едно лошо noмотехничко решение, што по наше мислење инстантно треба да претрпи одредени измени, а во функција на разнообразието во практикувањето на оваа одредба. Постојат оправдани приговори во поглед на јасноста на одредбите за прекршочна одговорност и тоа треба да се разгледа соодветно. Врз основа на претходно изнесеното, ќе нагласам уште еднаш дека е потребно едно концизно законско решение и засилени контроли кои апсолутно ги поддржуваме за негова доследна примена, меѓутоа без прибегнување кон хибридни решенија што ќе создаваат простор за различни толкувања на законските одредби. Ви благодарам. Ви благодарам, господине Ѓорѓиевски. Сега збор ќе дадеме на магистар Нена Николовска од Стопанската комора, кој што ќе ги представи активностите од градежниот сектор и нивните видувања за функционалноста на Законот за работни односи во делот недела неработен ден. Нена, повели. Благодарам. Почитувани медиуми, Сдруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите на бројните стручни расправи и пресконференции одржани во Стопанската комора, посветени на иницијативата недела да се утврди како ден на неделен одмор, што веќе е преточено и во законско решение, укажуваше и апелираше во јавноста дека на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите мора да се остави работните процеси да ги организираат и во недела, поради самите специфики на овие дејности кои што налагаат континуитет во работата и непречено одвивање на техничко-технолошкиот процес. Бизнис секторот е на став кога слободата на пазарот и предприемништвото е утврдена како темелна вредност на уставниот поредок, а еднаквата правна положба е загарантирана со уставот, дека е неприфатливо и како што претходно беше споменато со Законот за работни односи да се забранува одредени дејности да работат во недела и да се предвидува други, како отстапка од правилото дека недела е ден на неделен одмор, да може да работат и во недела, туку треба секаде каде што е неопходно заради оптимизирање на работниот процес или заради континуитет во работата, компаниите да може да работат и во недела. Аргумент во таа насока е дека со последните измени и дополнувања, како што напомена и претходниот говорник, испуштени се суштински дејности, кај кои исто така е неопходен континуитет и тука спаѓаат оние дејности кои што се опфатени во секторот градежништво, индустрија на градежни материјали и неметалите. Пример, тука го наведовме и сакаме да тргнеме овој пат со производството на други неметални минерални производи. Па тука спаѓа производството на керамички производи, цигли, керамиди, производство на цемент, производство на гипс за градежни цели, производство на битумен, кои што се застапени во нашата држава. Имаме компании кои што се конкурентни не само на домашниот, туку и на странските пазари. За илустрација, например, еве го земеме производството на керамички производи, тука станува збор за производство кое што се одвива во печки со сложена структура кои што се загреваат на температура од 1000 степени Целзиусови и за да може тие истите да се изгасат и повторно да се рестартираат, потребен е период од 2 недели за да се спречат хаварии. Една недела гасење, една недела рестартирање, а според укажувањата на компаниите, ова гасење и повторно рестартирање чини околу 150.000 евра. Истото се случува, сличен е процесот и кај производството на цемент, производството на гипс, производството на битумен, станува збор за производство на материјали кои што се произведуваат на специфични температури со користење на сложени техничко-технолошки процеси кои што бараат континуитет.
И поради ова наведено, потребно е значи непречено истите да се одвиваат, бидејќи во спротивно не само што ќе имаме финансиски загуби кај компаниите, туку се нагласува дека се зголемува и ризикот од хаварии, како и ризикот по здравјето и безбедноста при работа. А исто така стопирањето на овие процеси во недела неминовно ќе придонесе и за намалување на капацитетите, меѓутоа и за конкурентноста на самите компании, ќе се зголеми според нивните укажувања, значи потрошувачката на енергија, трошоците за производство, што ќе води кон намалување на капацитетите, па наместо посакуваните ефекти, односно она што било интенцијата на законодавецот, може да се постигнат спротивни, односно да дојде до затворање на фабриките и до губење на работните места. Покрај значи на производството на други неметални минерални производи, во оваа прилика би се осврнала уште еднаш и на градежништвото, кое што во повеќе наврати беше укажано зошто треба да се остави да работи во недела, поради самите специфики на оваа дејност, кои што се предусловени од најнапред од временските услови. Значи, градежниот сектор е врзан за временските прилики и за поволната клима, за разлика од другите дејности, па поради тоа е потребно да се дозволи да ги искористат сончевите денови без оглед на тоа кој ден од неделата истите паѓаат. Пример, според она што го имаме како сознание од компаниите, откако почна да се имплементира ова законско решение во јануари 2022, доколку недела била работен ден, би можеле да реализираат 12 ефективни, односно успешни работни денови, меѓутоа биле реализирани само 4, особено кај компаниите кои што се занимаваат со изведба на инфраструктурни проекти, бидејќи биле принудени да ги врзуваат деновите кога има невреме со неработните денови, односно со недела и со празници. Понатаму тука би ги споменали и спецификите на градежните материјали, работните процеси и технологии. Повторно, кога станува збор за инфраструктурата со цел да се следи чекорот со современите трендови, се користи машини и опрема кои што бараат континуитет и тука ти е некогаш е потребно да работат до 8 па и до 12 дена. И за крај роковите, значи реализацијата на овие проекти кои што не само што се од интерес за градежниот сектор, туку и за државата, се врзани со рокови и кои што доколку не бидат испочитувани, се разбира, значи се плаќаат договорни казни и пенали за секој ден за доцнување. Поради тоа, градежниот сектор е на став дека секако треба да се води грижа за работните услови, меѓутоа под нивното подобрување да не се гледа низ призмата на неработни денови и празници, туку низ призмата на мотивираноста и продуктивноста на работниците. Поради тоа сметаме дека е потребна флексибилност во организирањето на работните процеси, а акцентот да се стави на инспекцијскиот надзор во однос на примената на прописите и секако доследно почитување на работничките права, што го вклучува и исплаќањето на додаток на плата за работа во недела како ден на неделен одмор. И благодарам, Нена. Сега ќе му дадеме зборот на колегата Васко Ристовски, кој што ќе се осврне на проблемите околу примена на ова законско решение во секторот трговија. Васко, повели. Благодарам, Даниела. Како што и веќе претходните мои колешки кажава, во Стопанската комора беа одржани голем број состаноци изминатиот период на овој сектор, компаниите од трговијата, на кои беа анализирани последните законски измени, при што беше укажано на одредени проблеми со кои што се соочуваат компаниите од секторот трговија. Заради усогласеност на регулативата, компаниите од овој сектор при Стопанската комора на Северна Македонија предлагаат одредбата од Законот за трговија со кој што се утврдува работата во недела во трговијата на големо и мало, работното време, додатоците на платата за работа во недела, јавните давачки и другите прашања кои економските субјекти од секторот трговија ги ставаат во нееднаква правна положба во однос на другите економски субјекти, да се избрише и работата во недела, кој е предвиден како ден за неделен одмор, за сите дејности да се регулира исклучиво со Законот за работни односи. Ваквиот предлог кој доаѓа од компаниите од овој сектор следува поради фактот што без никакви претходно утврдени критериуми, истите компании се ставени во нееднаква положба во однос на компаниите од другите економски сектори, кои се предвидени со исклучок од правилото дека неделен неработен ден, поради кој е утврдена забрана да вршат дејност, обврска да плаќаат дополнителна јавна давачка, обврска да исплаќаат поголеми додатоци на плата. Ќе наведеме неколку примери. Согласно Законот за трговија, компаниите не смеат да работат во недела
на државни празници и други празници кои што се определени како неработни делнови, додека согласно законот за работните односи единствено забранува работа во недела. Исто така, законот за трговија предвидува јавна давачка од 2% за компаниите кои оствариле од вкупниот приход кои го оствариле компаниите кои работат во недела и на празници, кои што се исклучок и на кои им е дозволено да работат тие денови, но што според бизнис заедницата не се поклопува со интенцијата на законодавецот, односно во никој еден случај не е поврзано со остварување на правото на недела денка одмор и заштита на правата на работниците. Законот за трговија доведува до нееднаков третман на трговците на мало во моловите од аспект на дефинирање дека само трговците во моловите кои исполнуваат одреден критериум, односно 8000 метри квадратни, може да работат, додека трговците со иста шифра на дејност надвор од моловите или пак во истите во оние молови кои не исполнуваат ваков критериум со помалку од 8000 метри квадратни, ефективна површина не може да работат без никакво дополнително претходно образложение за вака поставениот критериум. Исто така, законот различно го вреднува и трудот на работниците во секторот на трговија наспроти другите економски сектори, од аспект што додатокот на плата за работа на вработените во трговија кои работат во недела изнесува најмалку 100% за секој час поминат на работа, додека вработените во другите сектори кои работат во недела изнесува најмалку 50% за секој час поминат на работа. Исто така, Законот за трговија во одредбата која ги наведува дејностите кои што се исклучок и кои што може да работат во недела и празници, целосно изоставува можноста за работа, например на трговијата со нафта и нафтени деривати, која пак е стратешка дејност и од значење за многу работни процеси кои смеат да бидат прекинати. Ова значи дека компаниите кои што се стратешки партнер на државата, особено сега во услови на кризна состојба со енергетски сектор, во енергетскиот сектор, не може да работат во недела, бидејќи трговијата на големо не е предвидена како исклучок од правилата дека неделата е ден за неделен одмор. Благодарам, Васко. Почитувани медиуми, пред да отвориме простор за ваши прашања, ние само уште еднаш накусо сакаме да заклучиме. Предпоставувам во сите излагања што ги слушнавте, секој од нас укажува на фактот дека ако се водиме од уставот на државата, согласно кој слободата на пазарот и предприемништвото се утврдува како темелна вредност на уставниот поредок и се гарантира еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот, а имајќи ги во предвид и актуелните состојби поради здравствената криза која премина во економска, па потоа во финансиска, врзана со енергетска криза, како и фактот дека компаниите се соочуваат со недостиг од кадар, членките на комората имаат јасен став по ова прашање за работа во недела. При тоа сакаме да укажеме и да биде многу реално сватено дека комората како институција е институција која ги застапува фирмите, меѓутоа во фирмите не се само работодавачите, во фирмите се и работниците, и во таа насока законските решенија што ги предлагаме се во интерес на сите. Значи ќе потенцирам уште еднаш, тоа се решенија кои се во интерес не само на работодавачите, туку и на работниците. Во таа насока сметаме дека треба да има загарантирано уставно право и за работниците кои работат во недела, и тие тоа право треба да си го добијат како надомест платен дневен, неделен и годишен одмор. Меѓутоа, истовремено укажуваме дека не сме да се предвиди забрана за вршење на економска дејност, што всушност значи повреда на пазарната економија на кој се темели уставниот поредок. За таа цел, нашиот предлог е дека компаниите треба да имаат можност самостојно да го организираат извршувањето на работите, соодветно на спецификите на работните процеси од секоја дејност, 7 дена во неделата, а на работниците да им се овозможи правата од работен однос, сите права, што треба да вклучува и плаќање на дополнителен додаток поради работа во недела како ден за одмор. При тоа, сите дејности, без исклучок, единствено во Законот за работни односи да се дефинира нивното работење во недела како ден за неделен одмор.